Членовите на Здруженијето Кумановски акцијаши по 6 пат ја чистеа депонијата кај спомен Костурница, додека екипите на јавното предпријатие Чистота и Зеленило го складира и депонираа сметот. Целта на акциите, вели Лјатиф, е да се расчистат дивите депонии, кои за жал секојдневно ги има се повеќе и повеќе. Локалитетот спомен Костурница, освен што отстикува историјата, е и привлечно излетничко место за многу граѓани, кои што верувам дека на сите кумановци целта е да се рекреираат во чиста средина, не во депонија, истакна Јусуф Лјатифи од Кумановски акцијаши. По повод 5 јуни светскиот ден за заштита на животна средина, кој во светски рамки се одбележува од 1972 година. Кумановски акцијаши по тој повод ја изведуваат својата 6-та екоакција на споменик Костурница. Ова е период кога со овие акции, значи, основната намера ни е расчистување на просторот од диви депонии, кои за жал секој ден никнуваат се повеќе и повеќе. Во наредните денови членовите на Здруженијето ќе продолжат со расчистување на повеќе локации во градот. Апелира граѓаните да се вклучат кон акциите. Вели многу млади се заинтересирани да учествуваат кон расчистувањето на просторот и да придонесат за чиста и здрава средина. На 10 јуни започнува реализација на проектот Зелено Куманово, со кој се предвидува расчистување на крајбрежјето на реките Кумановка, Липковка и делот Којнерка, кој е предвиден да се реализира во неколку фази се до 30 септември. Активностите ќе се одвиваат во фази. Практично јуни ќе има 4 фази, јули ќе има 5 фази и септември 5 фази. Инаку во проектот, освен припадниците на Кумановски акцијаши, зависно од обемот на оние работи кои ќе се работат, ќе се вклучат и акцијаши волонтери Охрид, Скопје, Србија и Босна и Херцеговина. Кумановски акцијаши секој викенд организираат еколошки акции за расчистување на локации во градот. Уште еднаш упатија апел граѓаните кои поминуваат повеќе време во природата да ја почитуваат и водат грижа за нејзино зачувување. Оптимистички веруваат дека кај граѓаните ќе се зголеми еколошката свест, бидејќи велат најголем загадувач на сопствената средина е човекот.